Добар ден сите почитувани представници на медиумите. ДПМН повторно игра на популистичка карта, обидувајќи се постизборното фијаско да го замени со градени рейтинг, врзлаги и манипулации. И овој пат гази по човечките судбини. Маријан Ристевски во изминатите години ангажирал и по 170 на лица преку договори за услуги. Договори по разни основи во обид да купува гласови, да ги држи граѓаните во неизвестност. Ги ангажирал и им ги прекинува договорите кога сака и како сака. Им давал лажна надеж дека ќе ги вработи на неопределено работно време. Новата локална власт затекна околу 60 на ангажирани лица со договори за услуги по разни основи, на кои договорот кој што го склучиле со Маријан Ристевски им заврши на 31 декември. Маријан Ристевски треба да одговори зошто не им го трансформирал работниот однос и зошто не ги вработил во локалната самоуправа. Уште еднаш потенцираме, си играле со човечки судбини, ангажирале лица со договори на дело по 10 години. Јасно било дека не сакале да ги вработат, туку ова било форма на притисок за да останат во гласачкото тело на ДПМН. По истекот на договорите, тие логично станувале без ангажман. Како и пред тоа, зашто на власта од ДПМН не им била целта да се однесува со почит кон граѓаните, туку да ги има на листата за гласање. Ова манипулација, злоупотребата на граѓаните, СРСМ нема да ја поддржува. Стручна и професионална општинска администрација, без оглед на партиската провиненција на вработените кадри, е основната заложба на новата власт на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и градоначалникот Илија Јовановски. Според тоа, сите обвинувања на ДПМН се само пуст обид да им се чуе гласот, во време кога партијата им е десеткувана. Кога граѓаните немаат верба во нивните представници, во очекување на судска разрешница на криминалите што претходната власт ги правеше со парите на граѓаните. Времето на криминалната ДПМН измина. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија отвори нова страница во демократијата, со домаќинско, очетно и одговорно работење. Ви благодарам. Колку се луѓе на кои што им престана работење во општината, се во јавните предпријатија? Значи, до денеска информациите кои што ги имаме се околу за 60-тина, кои што биле ангажирани во локална самоуправа, податокот не е детално точен. Тие се договори кои што му заврши на 31.12.2017 година лица. Значи, во другите јавни предпријатија нема. Што се однесува до она кој што беше потенцирано со градинките. Значи, договорите им завршуваат на 31.12.2017 година. Сега има нареден конкурс во градинките и сите кои што сакат, кои што ги исполнуваат условија кои што се наведени во конкурсот, може да конкурираат и без разлика на нивната партиска или каква друга припадност, ќе се изврши изборот онака како што треба биде стручна и професионална општинска и јавна администрација. Тоа ќе биде работување на неопределено време? Не, ќе биде договор, затоа што согласност се здобиени како за места работни места на договорно време.